Добро дојдовте во училница. Јас сум Билјана Јовчева, наставник од Основното училиште Круме Кепевски од Скопје. Денес сме заедно со второ одделение. Предметот македонски јазик. Ќе работиме пишување, прави, исправени и прави легнати линии. На село. Ова е вашиот учебник по македонски јазик, кој што ви е потребен за овој час. И ќе го отвориме на страница 16. Од овој час ќе научиш да развиеш прецизност при графичко представување на деловите, елементите од кои се составени буквите, да наблюдуваш и да забележуваш битни својства на предметите и да ги опишуваш. Сега, за почеток, наблюдувај, воочувај, опиши. Евеа, страница број 16 од твојот учебник на село. Ајде заедно да ја разгледаме илустрацијата, да видиме што се има представено на неа. Сигурно веќе погодуваш, кажуваш, набројуваш, воочи многу работи. Ајде заедно. На оваа илустрација забележуваме една куќа, нели? Забележуваме дрва наредени. Потоа забележуваме ограда, дрво, во позадината се планините и облаците. Така. Ајде да видиме. Во дворот има наредено дрва. Дали забележувате некоја разлика помеѓу овие дрва што се наредени напред и овие кои што се наредени позади нив? Да, забележуваме разлика, така. Дрвата кои што се наредени во групата напред се легнати и наредени едно над друго, а дрвата кои што се наредени во задниот дел се исправени и наредени едно до друго. Така е. Каде забележуваме на друго место прави, исправени предмети кои што се нацртани со прави, исправени линии? На оградата прави, исправени линии, на прозорците, на куќата, вратата, додека прави, легнати линии забележуваме исто така на оградата, но во овој дел, прозорците. Така е. Забележувате овдека има една бројалка. Бројалката вели јас сум јас, ти си ти, тој е тој, ајне мачи се и качи се на коњче. Ова е од нашето народно творештво, кое што е пребогато. Сега ќе ја забележиме линијата во нашата околина. Каде и да погледнеме околу нас се среќаваме со линија. Ајде да видиме каде забележуваме линија во нашата околина. На првата фотографија линијата ја забележуваме кај оваа ограда. Овие линии се прави, исправени линии, нели? Додека овие се прави, но легнати линии. Ајде да видиме какви се овие линии кои што се на скалилата. Така, овие се прави, но легнати линии. Кај оваа градба забележуваме прави и легнати линии. Легнати, додека во овој дел се прави исправени линии. И во зградата, која што ја гледаме пред нас, забележуваме прави легнати линии
и прави исправени линии. Да воучиме сега линија, но во нашите цртежи. Еве неколку детски цртежи во кои што забележуваме линија, права исправена и права легната линија. Права исправена линија. Веќе набројувате, јас сум сигурна, права исправена линија имаме кај подарочињата, ногарките од масата, прозорецот, потоа рамката од сликата, па овдека кај вратата, кај прозорецот, исто така и кај куќичката, оџакот, права исправена линија, додека права легната линија, забележуваме дека е исцртан овој дел од прозорецот, понатаму долниот и горниот дел од рамката, понатаму овој прозорец кај оваа куќичка, горниот дел од вратата и така натаму. Вие сигурно во меѓувреме наброивте и уште од права исправена линија и права легната линија кои што ги воочивте на овие цртежи. Сега да видиме како правилно се пишува права исправена и права легната линија. Ова е делот од вашата тетрадка, каде што има рака и молив, и во овој дел ние треба да пишуваме права исправена линија. Забележуваме црвената стрелка ни вели дека почнуваме да пишуваме од горе кон долу. Од горе надолу. Додека права легната линија пишуваме од лево кон десно. Но ајде да видиме како оди тој процес на пишување. Забележувате на горниот ред со полна линија започнува пишувањето на права исправена линија и оди од горе надолу и на тој начин пишуваме права исправена линија. Ајде да видиме уште еднаш. Од горе надолу права исправена линија. И уште еднаш да провериме како се пишуваше. Од горе надолу права исправена линија. Права легната линија се пишува од лево кон десно. Од лево кон десно права легната линија. Да видиме уште еднаш. Права легната линија од лево кон десно. Права легната линија. Сега заедно да повториме дека права исправена линија се пишува од горе надолу, додека права легната линија се пишува од лево кон десно. Ова се правилата кои што треба да ги запомниме. Ајде да видиме. Рековме дека права исправена линија се пишува од горе надолу. Стрелката тоа ни го покажува. Значи, кога ќе вежбаме од горе, одиме надолу. Исто како на овој цртеж, на кој што гледаме како паѓа дождот од горе надолу. За легната линија рековме дека пишуваме од лево кон десно. Како што оди стрелката од точката до стрелката. Кога ќе вежбаме, ќе внимаваме од лево кон десно. Како што вози овој автомобил од лево кон десно. Пишуваме во тетрадка. Ајде сега да видиме како ние ќе пишуваме во нашата тетрадка. Да се запомни дека пишувањето на права исправена линија е од една полна до друга полна линија, додека
пишувањето на легната линија е на испрекинатата линија. Од горе надолу забележуваме од полна до полна линија. Ајде уште еднаш да провериме. Од горе надолу, од полна до полна. При тоа внимаваме растојанието од една линија до друга да биде од прилика еднакво. Значи да внимаваме да бидат на еднакво растојание линиите кои што ги пишуваме. Во првиот ред во нашата тетрадка ние ќе напишеме линија права исправена. Во вториот ред пишуваме права, но легната линија од лево кон десно. Забележуваме дека оваа линија ја пишуваме на испрекинатиот дел од линијата. При тоа исто така внимаваме растојанието да биде еднакво помеѓу линиите. И во третиот ред ќе пишуваме една права исправена линија, една права легната линија. Одново права исправена линија, а потоа права легната линија и на тој начин ќе го исполниме целиот ред. Ова може да го сработите во вашата тетрадка. Запомни. Правилно пишувај ги правите исправени и легнати линии, бидејќи од овие елементи се составени буквите. Воочи кои букви ги имаат елементите права исправена линија и права легната линија? Еве, овде се запишани буквите од нашата азбука. Ајде да видиме во која буква ние ќе забележиме права исправена и права легната линија. Буквата Г. Права исправена, права легната линија. Буквата Н. Права исправена, права легната линија. П исто така, права исправена и права легната линија. Ч. Дали правилно ја заокруживме Ч? Секако правилно. Права исправена линија. А. Така е и кај А има права легната линија. Потоа можеш да продолжиш и сам со тоа што ќе ги најдеш и другите букви во кои се искористени права исправена и права легната линија. А сега провери го наученото со следните активности. Препознај, запли го тука видеото и на овој цртеж препознај кои линии се права исправена, односно права легната линија. Поврзи права легната линија од лево кон десно и права исправена линија од горе надолу. Сега вежбај во својата тетрадка, но помни дека треба да пишуваш уредно, убаво и да внимаваш правилно да ги пишуваш линиите. Со тетрадка и моливче дружи се, напиши уредно, а потоа пофали се. Довидување!